Почитувани, обидите за реинсталација или враќање на МВР-ВМРО нема да успеат, СДСМ заедно со граѓаните тоа нема да го дозволи. Наместо да се посветат на обезбедувањето услови за фер и демократски избори, што треба да е клучна нивна заложба во преодната влада, партиските министри на ВМРО-ДПМН секој ден продуцираат скандали и се обидуваат да инсталираат кадри од режимот на Груевски. Министерот за внатрешни работи во преодната влада, Наке Чулев, за прв човек на СВР Скопје го предложи Ристе Ставрески. Јавноста го памети Ристе Ставрески од политичките бомби, како со Гордана Јанкуловска разговара за изборни измами во предизборен период, како тогашен нејзин советник во кабинетот. Ставрески е инволвиран и во случајот Титаник. Нарочиштата за овој процес, меѓу доказите, биле и СМС пораките и преписките на Ставрески и Јанкуловска, од кои се гледа како се подготвувале списоци за предизборни партиски вработувања, но и притисоци кон политичките неистомисленици. Освен што бил советник на Јанкуловска, Ставрески беше сведок на одбраната на Груевски во случајот на СЈО Тенк, каде Груевски беше правосилно осуден на затворска казна. Човек кој бил десна рака на Јанкуловска, а потоа го бранил криминалот на Груевски, не може да раководи со СВР Скопје, еден од најважните сегменти на МВР. Почитувани, ваквите предлози уште еднаш потврдуваат дека Наке Чулев и Христијан Мицковски се уште се во матрицата на ВМРО-МВР, матрица на партизирана и злоупотребена полиција. Одземањето на службените возила на обезбедувањето на премиерот покажува дека за Чулев најважни се колите, но не и безбедноста. Освен одбраната на криминалот, Мицковски и ВМРО-ДПМН нудат обнова на режимот, обнова на злоупотреба на институциите во партиски цели, обнова на репресија и заплашување на граѓаните. Тоа што Мицковски и неговите кадри во преодната влада не се излезени од режимската и криминална матрица на Никола Груевски, само не мотивира дополнително. СДСМ, заедно со граѓаните, нема да дозволат враќање на ВМРО-ДПМН. На 12 април граѓаните ќе потврдат дека сме на прав пат и нема да дозволат нови партиски злоупотреби на институциите. На 12 април ќе порачаат режим никогаш повеќе. Благодарам.